Почитувани соборци, 7 години поред слушаме како ВМРО ДПМН и Никола Груевски го измислиле земјоделството во Македонија. Дека пред да дојдат на власт, ниту имало земјоделство, ниту некој знаел за тоа. 7 години слушаме дека Груевски ги донел тракторите во Македонија и дека од тогаш за македонските земјоделци тече мед и млеко. Фали уште да кажат дека благодарение на Груевски и ВМРО ДПМН врнело дожд и греело сонце. Но цела Македонија знае дека тоа се само обични лаги на режимот. Земјоделците денес се аргати на собствената земја. Не можат да врзат крај со крај. Основните трошоци не можат да ги платат. Земјоделците се задолжени до гуша и немаат пари ниту за семенски материјал, ниту за живеачка. Денес земјоделците земаат субвенции еднаш на 2 години и со тие пари не можат ниту долговите да си ги вратат. Оваа власт им дава 2 денари на 2 години, а им зема по 1 денар секоја година. Ете таква е оваа режимска власт. Затоа задоволни земјоделци денес нема. Тие постојат само во рекламите на режимот и тие скапо платени со народни пари. Такви се режимските лаги. Од друга страна, фактите говорат нешто друго. Фактите говорат дека од 2006 до 2011 година земјоделското земјиште е намалено за 109.000 хектари. Обработливите површини се намалени за 35.000 хектари. Површините со лозови насади се намалени за 1.600 хектари. Пасиштата се намалени за 74.000 хектари. Житните површини се намалени за 14.000 хектари. Намален е и бројот на добиток, во просек по 50.000 грла, а за повеќе од 230.000 грла намален е и бројот на живината. Катастрофалната состојба во македонското земјоделство се одрази и на производството. Во 2010 и 2011 година се намали производството на месо, а производството на овчо млеко падна за дури 26%. Шеќерната ретка од 2008 година повеќе ја нема на македонските ниви, а во меѓувреме на увоз на шеќер се трошат над 50 милиони евра. Затоа дефицитот на трговската размена во прехранбениот сектор во 2011 година се зголеми за дури 43 милиони евра. Состојбите во ветеринарството и здравствената заштита на животните се најблагоречено очајни. Ете тоа се фактите. Тие самите говорат како Никола Груевски го уништи македонското земјоделство.